Значи, денеска ние одлучуваме за интерпелацијата која што му е поставена на министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, и тоа е заради најмногу заради катастрофалната ситуација во земјоделието, и тоа не е никаква хипербола, колеги, иако опозицијата секогаш обично се труди да ги преувеличува работите, тоа е за жал фактичката ситуација во земјоделието. И сега на почеток ги имаме и фатерите функционери со подкуп, значи ги имаме блокирано и портфондовите, но тоа не е најбитната работа. Најбитната работа е што фактички нашето производство на храна е во страшна криза. Има една изјава од министерот која што јас ќе искористам, тогаш не беше министер, која што тоа даде пред граѓаните, пред земјоделците во Чешиново, Облешево. Значи тоа е од изборната единица од која што ја доаѓам, од изборна единица 3, значи Кочанско-Виничкиот регион, Оризо производителскиот регион. Да се сумираат трите најбитни работи од тој говор на Цветан Трипуновски, кој што тогаш не беше министер. Прво тврдеше дека 40% од оризовата арпа не била откупена тогаш. Тврдеше дека 60% имаме пат на производството на стока во сточниот фонд. Значи тоа е сточен фонд пред колапс практично, и тврдеше дека има многу неисплатени и дури намалени субвенции на земјоделците. Сега, што добија граѓаните на тој регион, а и општо на цела држава со гласот кој го дадоа 24-та за ВМРО ДПМН, ќе почнеме од почеток. Во моментот, податоци кои што имаме за крајот на јануари 2026, само 5% имавте откуп на оризова арпа. 95% од оризовата арпа не беше откупена. Бидејќи нема јавни податци, претпоставам дека работата е дека таа цифра не ви одговара. При разговор со земјоделците, мене ми рекоа дека нивна груба проценка е дека отприлика од 50% од оризовата арпа е продадена, и тоа по мали цени, буквално ги цитираме, вика 20 денари ако ти дадат за килограм арпа ќе си среќен. Зошто и воопшто иде тој откуп споро? Заради ниските цени кои што им беа понудени, им ја спуштаат дури до 18 денари, а проценката е дека околу 25 до 27 денари е производната цена на едно кило, значи на едно кило арпа. И сега вие тука одземете влага, данок ставете на тоа, и вие немате, не само што немате профит, вие фактички сте во загуба. Реална цена треба да име минимум 35 до 40 денари, ако не и 45 денари, за да имаме развојно производство на ориз, но за жал тоа мислам дека нема да го имаме. Втората работа која што спомна министерот е 60% пат на сточниот фонд. И сега тој фонд, значи ја не се сомневам дека овие се точни податоци. И сега тој фонд кој што паднат у време кога сте дали изјавата за 60% продолжува да опаѓа во моментов. Само овците ако ги земеме, значи паднато е, бројот на овци е паднат за 9,2% за една година. Тоа е скоро за 10%. Паѓаме под критичната бројка под 200.000 грла. Значи ние му ставаме крај на овчарството практично во Македонија. Понатаму паѓа и бројот на крави, значи бројот на говеда, не толку драстично. Паѓа производството на млекото, константно паѓа производство на млекото. Зошто? Затоа што на земјоделците им даваат по 30 денали за литар. Значи 30 денали за литар, а тоа разреденото млеко кое што купуваме во маркетите, колку е, министре? 60 денари, од 60, минимум 60 до 90 и кусур денари. И многу е интересно како, ја би сакала ако ми земете реплика, тоа да го објасните тука пред македонскиот земјоделец, значи на оваа говорница, баш ме интересира како е тоа можно ние, кога светското општество е еден вид во перманентна криза, значи од 2020 година, почнувајќи од ковид кризата па навака, па имаме криза во руско-украинската војна, па имаме сега војна во Ирак и така натаму, значи имаме економска криза, имаме недостаток на храна, имаме нарушување на синџирите на снабдување, цената расте, имаме недостаток на храна, цената на продажното млеко во маркетите расте, а на откупот на земјоделците се намалува. И тоа е сирово млеко. Не знам со кој
со каква формула го разредуваат од едно литро, колку литра се добива тоа млеко кое што го добиваме фактички во маркетите. Како е тоа возможно кога имаш недостаток на некој ресурс и малопродажната цена да расте, а откупната цена никако да порасне, барем да надмине некоја си пристојна граница, еве да имаат и земјоделците малку за живот. И третата најбитна поента која што вие ја кажавте во тој говор, кога најбрутално ги излажавте земјоделците од Шишиново Облешево, дека касно неисплатени и задоцнати, значи и намалени субвенции. Во моментов, вие им должите на македонските земјоделци 70 милиони евра. Во моментов, 70 милиони евра неисплатени субвенции. Ако сме кај намалени субвенции од минатата година за оваа, планираните средства за оваа година се за 40 милиони евра помалку. За фантастични 40 милиони евра помалку. Значи, таа ситуација која што сте ја затекнале, за 2 години ја унапредивте и надградивте. Очигледно. Само 2 примери се доволни. За по грло говедо намалувате од 12.000 на 8.000, за тутун од 100 денари на 80 денари и така натаму и така натаму. Кој ви е методот? Ги зголемувате праговите и критериумите. Пример. Овошни лозови насади до сега да се квалификуваш за субвенција било 0,2 хектари, сега е 0,5 хектари. Понатаму за жито, житни насади качувате на 0,7 хектари. Сточарство, минимум за субвенции сега се 3 крави, 30 кози, 30 пчелни семејства да имаш. Со 29 пчелни семејства, со 29 кози, сега тоа семејство нема да добие субвенции. Зошто? Одговорот е, јас ќе оставам во наводници, да се поддржат, вика, поголемите земјоделски стопанства. И ние ќе се вратиме на оваа реченица. Значи, што всушност, кој ќе биде нето ефектот од овие ваши потези? Прво, според мене, едно го полните буџетот, тоест не го полните буџетот, туку затварате дупки, и тоа затварате дупки во буџетот на грбот на индивидуалниот земјоделец. 2 години сте на власт, ја не знам колку милиарди евра се задолжите и вие и 2 години, после не знам колку милиарди евра кредити, вие не знаете, не можете да го, очигледно, не сте способни да го менаџирате македонскиот буџет. И сега теретот, дел од теретот, затоа што кратите на сите страни, кратите и кај студентите, кратите во здравство, кратите образование, значи кратите сите социјални ставки ги кратите и дополнително тука кај земјоделците, делот, товарот да се излезе од таа криза што вие не можете едноставно да го изменаџирате македонскиот буџет, сега го префрлувате на грбот на индивидуалниот земјоделец. И второ, многу битно што вие всушност тука правите, а тоа е окрупнувате, тоест монополизирате. Тоа е таа тенденција фактички да останат само крупните земјоделци кои што се блиски до власт, значи блиски до вас, додека малиот земјоделец фактички да пропадне. И да му останат 2 опции. Едната опција му е сега наместо да биде производител, да биде наемен работник кај газдата кој што е близок до вас, кој што сега ќе му ја земе работата, иако тоа се луѓе со генерации кои што произведуваат храна од турско практично, сега ќе мора да биде наемен работник за плата, да биде уценет за некоја минимална плата или едноставно му пукне филмот и да се исели. Тоа ќе биде нето ефектот од вашите методи кои што ги користите. И сега, у суштина, тоа е сршта на вашата политика, значи во криза, а и не само во криза, и во нормална ситуација, постепено, со сите закони, со сите прописи, со целиот начин на владење, вие товарот во едно општество, штетата, тоа што мора да се плати, да го префрлите фактички на грбот на сиромавиот. Тоа е сршта на десничарската политика. Тоа граѓаните мора да го знаат и не е никаков инцидент, тоа е правило и практично ваша намера. 430.000 гласови добивте на изборите 2024, гласови за кои што пратениците од владачкото мнозинство толку често сакаат да се фалат на оваа говорница баш во собранието. Тоа се истите луѓе, тоа се воглавно
работничка класа и индивидуални земјоделци, кои што вие со овие политики, министре, сега практично ги уништувате.